Од денеска стапуваат во сила новите измени на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, со кои се воведуваат построги правила за користење на електрични тротинети. Според измените, со електричен тротинет од сега ќе може да управува само лице кој има наполнето 18 години, наместо досегашната старосна граница од 14 години. Законот ги задржува ограничувањата на брзината, максимално 20 км на час на велосипедски патеки и ленти, додека на тротоари, пешачки и мешани патеки дозволената брзина останува до 6 км на час. При преминување преку коловоз или пешачки премин, доколку нема велосипедска патека или лента, возачите се должни да се симнат од тротинетот и да го туркаат. Со измените се забранува превезување на друго лице на електричен тротинет. Во случај на прекршување на ова правило, казна ќе добијат и возачот и патникот. Носењето заштитна кацига станува задолжително за сите возачи на електричен тротинет, а останува и обврската за користење рефлектирачки елек при ноќно возење или во услови на намалена видливост. Новите законски измени се донесени по анализите на надлежните институции за периодот од 2024 до мај 2026 година, кои покажуваат дека во сообраќајни незгоди учествувале 2352 возачи на мопеди, електрични тротинети и мотоцикли. Од вкупниот број на настрадани, 46 лица го загубиле животот, 585 се здобиле со тешки телесни повреди, а 1347 со полесни повреди. Покрај паричните казни, за одредени прекршоци законот предвидува и превремено одземање на електричниот тротинет во период од 30 дена. Доколку прекршокот го направи дете, одговорноста ќе ја сносат неговите родители или старатели.